Почитувани гледачи, добро дојдовте во првото издание на емисијата Геодискурс. Оваа емисија ќе се емитува еднаш неделно и ќе се бави со војната во Украина, со светската геополитика, но и со македонската приказка во корелација со овие две теми. Во оваа емисија ќе имаме стандардно двајца гости и домаќини. Едниот од нив сум јас, мојата маленко Сашо Карапанчев, а другиот е господинот Зоран Јовановски, политичар, геополитички аналитичар и најдобриот познавач во земјава за руско-украинската проблематика и воопшто за војната во Украина. Емисијата ќе се одвива троделно, во три одвоени тематски дела од по 25 минути. А во првиот дел започнуваме со проблематиката војната во Украина и почнуваме веднаш со најактуелното, односно она што сега се одвива таму, а тоа е украинската контраофанзива. Господин Ивановски, што ќе ни кажете за украинската контраофанзива и како тече таа? Тоа е комплексно прашање. Ќе се обидеме да го опфатиме во овој временски рок, што е можно посеопфатно. Значи, ова е тема која што бара една посериозна анализа, но оваа тема исто така има и кус одговор. Ме прашавте што се случува со украинската контраофанзива, можам слободно да речам ништо. Дали ќе успее, можам кратко да одговорам не. Но зошто? Па пред се затоа што овој пат, за разлика од ланската украинска офанзива, лани летоска, кога Русија не беше дефанзивно ориентирана, кога не беше вкопана, овој пат Русија е дефанзивно ориентирана и е вкопана. Но овде мора да споменеме дали воопшто оваа контраофанзива заслужува да се нарекува контраофанзива, затоа што кога говориме за контраофанзива, тоа е нешто што потсеќа на нешто што е на стратешко ниво. Додека украинските нападни дејства воопшто не се на стратешко ниво, односно не се на целата линија на фронтот од Херсон па до Луганск. Затоа што кога Зеленски ја најавуваше како врховен командант на вооружените сили во Украина, кога Зеленски ја најавуваше таа контраофанзива, ја најавуваше на стратешко ниво, велејќи дека Украина ќе ја поврати и последната педа украинска земја, што значи сите овие 4 административни области плюс Крим. А секоја од овие административни области, и Херсон, и Запорожје, и Донецк, и Луганск, сите се тие со големина од прилика колку Македонија, и Крим како полуостров, и тоа е со големина од прилика колку Македонија, тоа е нешто и малку поголем, и овие се нешто 20.000 километри квадратни. Да, а Македонија е скоро 26. Да. Меѓутоа, конкретно за административните области во Украина, зошто се случи војната, затоа спремаме посебен циклус на предавање во исто ова студио, каде што и показно на екран ќе покажувам што е една административна област, кај се наоѓаат, што се рускојазични административни области, кои се тие административни области кои што се интересни за Русија и така натака. Тоа е веќе една посложена тема која што бара многу време за објаснување, нарочито за еден сериозен познавач како мене и сериозен истражувач. Меѓутоа, би се навратил на контраофанзивата на Зеленски, кој што по професија е видеопродуцент, по професија е movie maker, значи творец на филмови. Тој направи и трейлер за контраофанзивата. Значи таа контраофанзива оди повеќе медиумски и во Украина, и во земјите на политичкиот запад, нарочито во Америка и во Британија, отколку што оди реално на терен. Или на терен, ќе кажеме сликовито за гледачите, ако линијата на фронтот од Херсон до Луганск, тоа се 4 административни области, сите со големина на Република Македонија, значи тоа е територија колку 4 Македонии, или колку 4 пати од Дебар до Берово. И ти на толкав фронт, 4 пати од Дебар до Берово, тие до сега, ќе кажам малку символички, малце комично, украинците освоија, да речеме, 3 села на целиот овој потек, 4 пати од Дебар до Берово, плюс 2 заселци, значи недоволно формирани села,
и дури уште едно мало од дополнително 6 село. Така да се одвива ужасно слабо, а украинската контраофанзива почна на почетокот во првата недела од месец јуни. А сега сме веќе крај на месец јули. Значи месеци, 3 недели негде отприлика се одвива. И до сега е освоено официјално помалку од 1% од она што беа амбицирани украинците да го освојат, а беа амбицирани да ја освојат целата територија која што ја загубија од Русија, вклучително Има и некои Крим. информации дека имаат освоено украинците само околу 100 километри квадратни. Па да, сега точно и ја ги слушам тие информации. Меѓутоа, знаете, тоа се полиња, тоа се ненаселени места, тоа се, знаете, помеѓу град и град имате колку сакате простор. Украина е огромна земја, Украина е држава по површина точно 23,5 пати поголема од Македонија. Значи, Украина е 603.000 квадратни километри. Значи, источна европска равница, заедно со делото од источна европската равница во Русија. Така да тоа се нашите словенски браќа, кои што ја држат, што се вели, најубавата земја во Европа, значи огромна житница. Меѓутоа, резултатите се такви. А резултатите се такви затоа што овој пат, значи при оваа контраофанзива, украинците имаа лани извесен успех при контраофанзивата, лани летоска, така, лето кон есен, кога има успех во реонот на Харковска административна област, па дури освоија еден поголем град како Изјум, а исто така има успех и во Херсонска административна област, каде што русите се повлекува од Херсон, односно од делот од Херсон што е од другата страна на Днепар. Тоа во циклусот на предавање убаво ќе го објаснам на директно покажувајќи на екран, од причина што сега немаме технички можности, меѓутоа и овој тип на емисија има свој драж. Значи, меѓутоа лани, кога украинците успеа во Харковска област и во Херсонска област, успеа поради тоа што тогаш русите воопшто не беа дефанзивно ориентирани. Сега русите се дефанзивно ориентирани и целата таа линија на фронт која што има, така да кажам, еден логички, етички след, значи една како бананоидна линија од Луганск па до Херсон, преку сите овие 4 административни области, или 4 пати од Берово до Дебар. Овој пат русите се вкопани во 2, па и во 3 линии на одбрана и украинците практично војуваат со русите во оној меѓупростор, доближувајќи се до првата линија на одбрана. Значи не може да ја пробијат ниту првата линија на одбрана и при тоа имаат огромни загуби и во техника и во човечка сила. Руски извори велат дека украинците загубија и до 30% од техниката која што ја спрема за оваа контраофанзива. Ја не би спекулирал така со такви податоци, затоа што и двете страни има нешто што се нарекува пропаганда, и двете страни нели малку и лажат во сето тоа. И русите се овој пат спремни, за разлика од лани. А лани украинската, затоа што не само овој пат што русите поставија 3 линии на одбрана, за разлика од лани, туку и го удвостручија бројот на војници, ангажирани војници, или можеби е најдобро за да што е можно подобро го објасниме ова комплексно прашање, затоа што оваа емисија не е за така колку да ја направиме ради реда, него убаво да објасниме на гледачите. Можеби е најдобро да дадеме една хронологија на сите настани војни од почетокот на руската специјална војна операција па се до денеска, односно од 23 февруари 2022 година, каде што Русија само со 150.000 војници се обиде да ја
капитализира практично Украина, освојувајќи главниот град и да постави ним подобна влада. И русите со толку мал број на војници настапија и од северот на земјата, преку административните области Суми и Чернигов, кои што се северо-исток, преку истокот и целиот југ на земјата се обидува, значи, на еден така огромен простор, значи на простор таа буква С, кирилично да кажеме, сигурно опфаќа територија од прилика 8-9 Македонии, тргнувајќи од над Киев, кога проба лани, кога почна руската специјална војна операција, па преку Суми и Чернигов, преку Харков и доле Луганск, Донецк, Запорожје и Херсон. Значи, таков огромен простор на територија од прилика 9 Македонија, русите се обидоа само со 150.000 војници, брзо и лесно да ја сменат власта во Украина и повторно да ја вратат она предмајдановска Украина, која што е Украина, која што беше дел од така наречениот руски свет, или на руски тоа се вика руски мир, таму каде што Украина припаѓа во последниве 12 века, односно од формирањето на Киевска Русија, а тоа е држава формирана втора половина на 9 век па навака. Значи, украинците се перманентно што руси, подоцна мало руси, тоа ќе го објасниме накнадно. Украинци станаа од 1922 година, значи од формирањето на СССР. Значи, пред тоа си беа мало руси, односно и големи руси во делот на југот на земјата, но тоа е комплексно прашање, тоа ќе го објаснуваме на екран во циклусот на мои предавања, кој што го правиме во исто студио, кој што е првата епизода и во фаза на монтажа. И тогаш русите се обидоа со оскуден број на војници, со мали ресурси, без никаква мобилизација, само со професионална војска и тоа пред се на доброволна база, се обидоа брзо и лесно да ја завршат работата, но не успеа, затоа што Украина сепак се одлучи да организира одбрана со помош на пропагандата на Западот, со помош на видеопродукцијата на Зеленски, заедно поттикната со британците и американците, како и други некои европски земји малце лимитирани, сепак ги натераа украинците да се бранат и да гинат. И русите видоа дека со 150.000 војска ти не можеш да контролираш толкав терен, а особено не можеш да се спушташ од Киев надоле. Од север се спуштаа од Белорусија према Киев. И русите мораше да се откажат од тој план, меѓутоа сепак тој план испадна добар затоа што со тој стратешки маневар од северот на земјата, значи над Киев, Суми, Чернигов, тие ја навлекоа украинската војска и во тие реони, за да можат русите полесно да пенетрираат во југоистокот, она што е најбитно за Русија, или оној дел од Украина што се нарекува историска Новорусија, односно оној дел од Украина кој што русите, царска Русија, мако трпно во процесот од 150 години, негде од 1700 година па до 1850 година, го освојуваа лека полека од турците, затоа што во овој дел кај што се војува сега на југот на Украина, тоа додека беа турците на Балканот, беа турците и од таа страна на Црното море, и беа турците, практично тие држави беа дел од вазалски држави на Отоманската империја и беа туркофони, беа, така да речеме, и доста татари имаше и така натака. Русите, царска Русија, тоа стратешки тргна да го решава да Црното море биде граница помеѓу славенофолите и туркофоните, и тоа го успеа. Русија и ја освои југот на Украина од турците, финално во времето на Екатерина Велика, но ова е долга тема, значи југот на Украина, и го нарече регион Новорусија, како составен дел од царска Русија, и подоцна 1922 година го прилепија кон Украина, а 1953 го прилепија и Крим кон Украина, и Украина сега реши, ја ќе одам со Запад. Затоа Русија збесна, но тоа е друга тема. Ова чисто го кажував хронолошки, зошто овој пат украинската контраофанзива нема да успее, а зошто успеа лани летоска делимично, затоа што Русија со премалку сили влезе во
во Украина и беше офанзивно настроена. Не беше настроена и дефанзивно, односно тамо каде што освојуваше, не се вкопуваше и не правеше линии на одбрана при евентуален напад, затоа што не очекуваше дека Украина сериозно ќе се брани. И така да русите влегоа со малце сили. Февруар месец освоија што освоија, брзо се откажаа од амбициите за Киев и за Суми за Чернигов, се фокусираа само на југот на земјата, југоистокот така со Луганска област. И украинците така добро организирани, значи лани летоска, успеа сепак во контраофанзивните дејства во делот на Харковска област и во делот на Херсонска област, но тогаш русите не беа вкопани и тогаш русите беа со двојно помалце сили од сега. За разлика од сега, Русија со динамичната мобилизација ги најмалку удвостручи бројот на сили во Украина, значи во човечки ресурси, но и за 2 па и за до 3 пати ја намали линијата на фронтот, откажувајќи се од северот и од истокот и од Харковска област. И сега од Луганск па до Херсон Русија е јако вкопана, имаат направено 2 па и 3 линии на одбрана. 3 одбранбени, суров викенд. 3 линии на одбрана, кои што Украина еве од 4 јуни па до крајов на јули практично не може да ја пробие и она прва бариера од првата одбранбена линија, и при тоа Украина се соочува со огромни загуби и во техника и во човечки ресурси, и практично ваквиот тип на војување на Русија едноставно ја одговара, затоа што полесно ти го уништуваш противникот кога тој напаѓа на тебе, отколку кога тој е вкопан, тој е под земја, а ти напаѓаш на него, затоа што украинците за да прават контраофанзива треба да излезат од дупките, нарочито оние дупки кои што во Донецка област ги правеа многу професионално од 2014 година па навака, со помош на НАТО, значи правеа специјални фортификацијски системи кои што во Донецка област Русија не успеа да ги совлада, значи јако вкопани. Да, и секогаш оние сили кои што напаѓаат треба да биде 2:1 сооднос, значи напаѓачот треба да биде 2:1 во однос на оно што го брани делот. Не само 2:1, него повеќе 2:1. Може 3:1. И 3:1 па и повеќе. Да. Многу потешка функција има напаѓачот. Тоа е веќе високо стручно прашање, значи за човек кој што е воен стручњак, кој што се вели 20-30 години 5 дена во неделата по 8 часа одел на работа како професионален војник. Значи нешто што е кога ќе се каже во јавноста, на пример нападните дејства на Русија кој што ги вршеше во Донецка област, кој што исто така споро одеа, како што одеше споро за вземањето на градот Бахмут или на рускиот Артемовск и во цела Донецка област. Тоа е затоа што уште од 2014 година Украина совршено знаеше дека целиот регион на Донбас, а Донбас значи Донецки басен. Донецки басен се подразбира пред се басен на јаглен, зашто тој изобилува со огромни количества на јаглен, тоа е практично најголемо најѓалиште на јаглен во Европа, но и на други природни ресурси. Железо исто така. Железо има исто така, во Соледар има сол, значи тоа е многу богат регион. Мислам што е најголема житница, туку јагленосен базен огромен. Например, конкретно регионот на Донбас, тоа се Донецка и Луганска област, и еден многу мал дел и во јужниот федерален округ на Русија, тој бил во времето на СССР убедливо најбогат регион во цел СССР, не само во Украина, а предоминантно населен со руси, а остратите кои што се декларираат за украинци се рускојазични. И како и целиот југ на Украина, значи и Одеса, Одешка административна област, која што патем кажено е 33.000 квадратни километри, а Македонија е 26.000. Значи, само Одешка административна област е околу 20-30% поголема од Македонија. Николаев е малце поголем од Македонија и тој е на југот, одма до Одеса. Запорожје одма до Николаев и тој е за 10% поголем од Македонија. Па потоа доаѓа
Донецка административна област 26.000. Луганска. Луганска и таа е 26.000. Над нив е Харковска административна област, ми се чини 31.000. Значи, Само Харков има над 2 милиони луѓе. Точно, Харков е практично вториот најнаселен град во Украина и некогашен главен град на Украина. И тоа е класично рускојазичен град. Значи, сите овие градови на југот на Украина и југоистокот, значи Харковска административна област, Луганска, Донецка, Днепропетровска или сега само Днепро, Запорожка, Николаевска, Одешка и Крим. Сите се тие изразито рускојазични административни области. Дел споменав од Новорусија, каде што Русија го бркаше Турчинот да го избрка од другата страна на Црното море. И, например, конкретно, еве првиот попис на Одеса, откако Русија ја освојува Одеса тамо негде 1850 година. Пред тоа Одеса била населена со турци и татари. Русија ја освојува Одеса, ги брка турците на татарите. Првиот попис што го прави негде тамо втора половина на 19 век, 60% од популација се декларираат за Големо Руси, 20% се декларираат за Мало Руси, останатите 20% од се по нешто. И секој десетлетие нов попис. Бројот на Големо Руси опаѓа, бројот на Мало Руси расте и од 1922 година Мало Русите се претвараат во украинци и сега доминира таму, сепак има огромно малцинство кое што се декларира се уште за Русија и сега те викаат ние ќе одиме со Запад. Така да, значи, ланската година, тоа што Украина успеа. Овој пат нема да може да успее, затоа што овој пат Русија е спремна за одбрана, за разлика од лани. Овој пат Русија увиде дека украинците сепак не се играчка, значи тоа е држава која што е, последниот попис покажа 43 милиони жители, од кои 8,3 милиона се декларираат за етнички руси се уште, и што е исто така битно, околу и уште толку, околу 8 милиони па и до 10 се рускојазични. Значи, негде околу 15-17 милиона жители на Украина се рускојазични, што значи дека тие дома со семејството си говорат на руски јазик, а не на украински јазик. Иначе, украински јазик постои како стандарден јазик и се разликува од рускиот јазик исто толку колку што се разликуваат српскиот и бугарскиот јазик. А рускиот, белорускиот и украинскиот јазик доаѓаат нешто слично како македонскиот, бугарскиот и српскиот јазик. Само што овие се источнословенски јазици, нашиве се јужнословенски јазици и тие се у поголем размер, ние сме у помал размер. Значи, еден русин и еден украинец солидно ги разбира белорусите и белорусите солидно разбираат и руси и украинци. Исто како што еден србин и еден бугарин солидно не разбираат нас и ние солидно ги разбираме нив, додека србите и бугарите имаат веќе проблеми во комуникација на мајчин јазик, исто како што и русите и украинците имаат проблеми во комуникација на мајчин јазик. Но Украина како огромна територија, ако во една Македонија имаш толку дијалекти, видете како говорат во Куманово, како говорат во Струмица, како говорат во Гевгелија. Една Струмица и Гевгелија колку разлика, како говорат во Охрид, така и во Украина имаш дијалекти. Со тоа што горниот дел од Украина, се што не е југ и се што не е исток, односно југо-исток, тие се веќе да кажеме украински говори, значи Суми, Полтава, Чернигов, тие три административни области се база од каде што се направи стандардниот украински јазик, исто како што во Македонија Велешкото говорно подрачје е база за создавање на македонскиот стандарден јазик. И при крај сме со првиот дел. Така да, кога ќе тргнете од Суми и Чернигов, преку Киев, па одиме на исток, Житомир, Виница, се менуваат дијалектите. И како што одиме од истокот на земјата
према западот, како што се доближуваме према Полска, така источнословенските дијалекти се префрлаат во западнословенски дијалекти и наликуваат се повеќе и повеќе на полски јазик. Па така да речеме, овие административните области на западот од Украина, како што Некогаш на Галиција. Некогаш на Галиција, тоа се административни области Ивано-Франковск, Лавов, Термопилј, Закарпатје и така натака, Ровно. Тие веќе е спорно да кажеш дали говорат источнословенски јазик или западнословенски јазик, исто како што и словенците наши е спорно да кажеш дали говорат јужнословенски јазик или западнословенски. Тоа е центарот на унијатството во цела Украина, западна. Да, тие се тамо грко-католици, значи некогаш на Галиција, тие се уште православни, но унијати со папата. И тие се главните националисти, и тие се тие кои што знаеа дека ако се случи војна, ќе се случи војната на југот и југоистокот и дека кај нив нема да има разрушување, и беа и спремни и да се случи некоја сепарација на земјата, беа спремни да остатокот од Украина биде практично припоен со политичкиот запад. Но како што беше нели проектирано пред почетоков на емисијава, да емисијава ни трае троделно, во 3 еднакви дела по 25 минути. Еве од режисијата не предупредија дека практично првиот мој дел од 25 минути истекува. Лека по лека ќе се префрламе на вториот дел од емисијата, каде што тема ќе ни биде класично геополитичка тема, една многу атрактивна, темата БРИКС, на која што ќе говорите вие. А вие сте Сашо Карапанчев, она што е за мене највпечатливо, вие сте магистар по геополитика, јас од тоа би почнал со представување ваше, и тоа кој што магистрира не било каде, туку на Државниот факултет во Белград за политички студии, на тема Евроазија. Претходно во Скопје имате дипломирано политичка географија на Природно-математичкиот факултет на Институтот за географија, и тоа со доста висок просек од 9,4. И тамо ви беше акцентот ставен на Кина, а практично целиот факултет, односно политичка географија, се бавевте со далечниот исток. Така да сте доста компетентен за овие теми. Сега ќе почнеме во оваа емисија со БРИКС, па во следната емисија ќе одиме со ШОС, во вториот дел каде што ќе говорите вие. Понатака и со останатите такви организации. Така да, еве, во вториот дел од емисијата почнуваме, односно, вие ќе образложите околу БРИКС, доста атрактивна тема, се надевам дека ќе биде доста атрактивна за гледачите. Повелете. БРИКС е многу сложена, комплексна тема. Тоа е една од темите која што има дефицит на користење во медиумите, но многу малку луѓе знаат што значи БРИКС, и некои луѓе се од западната сфера на живење, значи западната номенклатура, мисла дека БРИКС е од утре за денес, меѓутоа БРИКС е многу сериозна организација, тоа е политичко-економска организација. Дали ќе прерасне таа политичко-економска организација во воена организација, ќе покаже времето, бидејќи ние знаеме дека моментално светска глобална воена алијанса е НАТО, од западната номенклатура. Дали БРИКС има аспирации да биде контратежа на НАТО, тоа ќе видиме. БРИКС е акроним, пред да се создаде БРИКС, претhodно се викал БРИК. БРИК значи Бразил, Русија, Индија и Кина. Он е формиран основата е поставена 2006 година во септември месец, првиот БРИК самит одржан на 16 јуни 2009 година во Екатеринбург во Руска Федерација. Значи тоа е официјално првиот самит. Денешен Краснодар. Така да. Каде што имам ја доста пријатели.
Добро. И он, за разлика од други организации како НАТО, Европска унија, има полно глобални системи, БРИКС се залага за еден мултиполарен светски поредок. Меѓутоа, за да објаснам сега за мултиполарност, а што е мултиполарност? Ќе имаме следни Што е униполарност? Тоа се два различни термини, тоа во некоја следна емисија. Денешната емисија и во интерес на времето 25 минути ќе се фокусирам на БРИКС. Како основачи на БРИКС збориме времето 2006 и 2009 година се Владимир Путин, сегашниот актуелен председател на Руската Федерација, Манмохан Синг, тогашниот индиски премиер, Ху Џинтао, кинескиот генерален секретар на Комунистичката партија на Кина, Целео Аморим, тој е бразилскиот председател до тогашно време. Тоа биле 4 земји, како што напоменав на почетокот, затоа се вика БРИК, а 2010 година пристапува и Јужноафриканската република и се вика БРИКС, и затоа тој акроним БРИКС, значи 5 земји: Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужноафриканската република. Акронимот БРИК го има сковано, ова ќе биде парадокс, западен човек, името му е Џим Онил, он е економист по професија и доаѓа од Goldman Sachs, тоа е инвестицијска банка од Америка, за да ги опише брзо растечките економии во светот, особено во тогашен трет свет. Тука мисли алудира американскиот економист на двата азијски гиганти, Народна република Кина и Република Индија. Првата средба која што имале на 16 мај во 2006 година во Екатеринбург е одлучено да БРИКС не само што е политичко-економска организација, туку да имале цел да формираат и застапни тела, нешто слично као што имаат тела во Обединетите нации. И тоа БРИКС е се уште на почетокот, тоа е во зародиш и неговите амбиции се големи. Он има многу поголеми амбиции колку што има Европската унија. Фактички БРИКС се уште рано да се зборува, но за едно 20-30 години, моја прогноза е 2050-60 година, а во БРИКС да членуваат земји барем не приближно, али барем половина од земјите кои што се членки на Обединетите нации. Колку се во моментов апликанти за членство? Има преку 20 апликанти, значи тука треба да разглобиме во БРИКС, има БРИКС членки, тоа се 5 членки, актуелни, редовни членки, има наблюдувачи, земји наблюдувачи и има и апликанти кои што се во фаза на транзиција да преминат во редовни членки. Добро, вие продолжете си го концептот. Јас сакав чисто да направиме сликовито за гледачите дека тоа е се 5 земји, меѓутоа со тенденција на јако растење, затоа така да сега ќе ги објаснам тие земји кои што аплицирале за членство. Продолжете си го вие концептот. Само да напоменам за земји кои што аплицирале за членство во БРИКС се Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Белорусија, Египет, Етиопија, Индонезија, Иран, Саудиска Арабија, Обединените арапски емирати. Обединените арапски емирати се едни од иницијалните импулси кои што ги дале во основањето на развојната банка на БРИКС групацијава или организација. Развојната банка на БРИКС би можела да дојде пандан као Светската банка што е. Значи имате два финансиски инструменти на Обединетите нации, формирани 44 година од Бретон Вудс, тоа се ММФ, Меѓународен монетарен фонд и Светска банка. Ова развојна банка на БРИКС е фактички пандан на Светската банка. Земји кои што се наблюдувачи, односно во транзиција, зборам наблюдувачи, значи не земји апликанти, туку земји наблюдувачи, кои што се во транзиција евентуално да станат членки, меѓутоа се уште не се во фаза на апликација, се следниве земји кои што ќе ги споменам сега, тоа се Авганистан, Ангола, Куба, Габон, Демократска република Конго, Гвинеја Бисао, Мексико, Никарагва, Хондурас, Казахстан, Пакистан, Нигерија, Сенегал, Сирија, Судан, Тајланд, Тунис, Турција, Уганда, Уругвај, Зимбабве и Венецуела. Значи овие земји се наблюдувачи. Само една секунда да им укажеме на гледачите, затоа што политичкиот запад за себе вели светот. А во Европа, заедно со европскиот дел на Русија, живеат се на се 11% од светската популација, а во Северна Америка, заедно со Мексико и Канада, живеат едва и 5% од светската популација. А во Азија живеат 60% од светската популација. Така да овие земји што ги набројавте вие, кои што за гледачите може би звучат како небитни,
Као екзотични. Таму живее народ. Ето тој Бангладеш што го спомнавте, по број на население е поголем од Русија. Така да. А вака делува Има над 160 милиони луѓе. а делува небитен. Значи кога ќе кажува некој светот, треба да кажеш што подразбираш, дали територијален свет, и територијален свет Европа е мала, Европа е само едно полуостровче на континентот Евроазија, на континентот Азија. Да, географски гледано е еден полуостров, комплекс од полуострови, да. Комплекс од полуострови на континентот предвидено. Азија. Така, да. И територијално е мала политичкиот запад, но и со људство, затоа што практично Европа и Северна Америка заедно максимум да се 2-13% од светска популација. Европа без Русија, Европа има негде дека површина 4,5 милиони километри квадратни. Не зборам Европска унија, цела Европа без Руска федерација. 4,5 милиони километри А квадратни. Русија колку има? 17 милиони километри. Само Бразил има 8,5 милиони километри квадратни површина. Значи Бразил е поголем од цела Европа по површина. Бразил има нешто над 200 милиони луѓе. Само да напоменам дека Нигерија, која најголема африканска земја, има исто така над 200 милиони луѓе. Нигерија. Так. А Африка околу 20% од светска популација. Значи само во Африка живее повеќе народ Така да. од Европа и Северна Америка заедно, скоро па два пати, не два пати, Така да. 1,5 пат. Така да треба малце политичкиот запад да биде предпазлив кога говори за себе си светот. Да. Пошто има и други луѓе кои што се 87% од човештвото кои што исто така се луѓе. Така Не да. може да ги подценува. Ќе споменам, БРИКС има некаде околу 39,7 милиони километри квадратни, у проценти кажано, тоа е 26,7% од целокупна површина. Споменам за БРИКС. И популација има некаде над 3,2 милиарди луѓе, или тоа е 41,5% од светската популација. Значи тоа не е половина, али тука се ближи до скоро половина од светската популација. Значи БРИКС како организација исто така има форум за економска, културна и политичка кооперација. Значи БРИКС се битни два столба, едниот столб е заснова на мултилатерална соработка и како да се изгради геостратегијата на БРИКС во однос на остатокот од светот. Тие геостратегии се прават на главните самити. Главниот самит ќе се одржи оваа година во Јужна Африка. Ако не се лажам, 22 август ќе биде во Јужна Африка. Председателот Путин нема да патува од безбедносни причини. Може Добро, тоа не ни е баш тема сега. Не да знаат гледачите. Меѓународните односи се сложени односи. Да. Ако Јужна Африка е дел од БРИКС, тоа не значи дека комплетно припаѓа на тој комплот и не почитува ништо како регулатива од страна на политичкиот запад, меѓутоа тоа е не можеме во една емисија така да, сите овие земји членки сме доста упатени во што ги наведов овие и сите земји членки што се 5 земји членки на БРИКС во исто време се членки на Обединетите нации. Значи БРИКС има иницијатива, сега не знам дали таа иницијатива ќе се развие, да формира пандан на Обединетите нации. Обединетите нации се најгломазно и најкомплексно тело, најкомплексна организација на цела планета. Не постои покомплексно тело од Обединетите нации. Значи БРИКС има аспирации и пандан да изгради на ММФ, тоа подоцна ќе го објаснам, како што претходно кажав, развојната банка на БРИКС е пандан на Светска банка. БРИКС не само што е панда на Европска унија, туку БРИКС според бруто домашно производство има многу поголемо, значи бруто економско домашно производство, БРИКС има многу повисоко од цела Европска унија. А дали можете паралела и со Г7 да направите? Можам и така паралела да направам со Г7. Но да не ве измешам, ако сакате продолжете си. Да, не ќе направам и паралела со Г7. Дали е појак од Г7 или се уште не е? Блиску се, не се некаде околу 100 милиарди, не билиони, 100 милиарди долари е разлика меѓу БРИКС и Г7 во корис на Г7. Али Г7 е постара организација од БРИКС. БРИКС е најмлад. А БРИКС е јако растечка на рачето кинеската економија. Да, не продолжете си тамо кај што запревте. Значи БРИКС како тело има, има повеќе тела, има форум, економски форум има академски форум, каде што разни think-tank-тови од академските центри на БРИКС учествуваат пред да се случат овие главни самити, кои што го споменав сега самитот 22 август што ќе се случи. Неколку месеци претходно се одржаваат економските форуми и помеѓу поедини земји од БРИКС, но и сите 5 земји учествуваат на тие економски форуми
Исто така има академски форуми каде што истражувачи и научници од различни научни дисциплини прават стратегии од секој својот сектор како БРИКС да настапи на планета Земја, како да се развива тој економски развој, како да се развива технологијата, како да се развива геостратегијата и геополитиката на цел БРИКС во однос на остатокот од светот. И обично тие академски think tank, академски форуми каде што учествуваат разни научно-истражувачки think tankoви од земјите од БРИКС, обично се ко патоказ, научно-технолошки патоказ за одлуките што ќе ги донесат председателите или премиерите на земјите на БРИКС на главните самити кои што се случуваат еднаш годишно. Овој случај на 22 август во Јужна Африка. Една од битните работи на БРИКС, како што споменав, е учеството на НДБ, тоа е развојната банка на БРИКС. Секој од земјите од БРИКС во НДБ учествува со 20%. Значи, од своите финанси, секој од земјите од БРИКС издвоја по 20% во таа развојна банка на БРИКС. Исто така, БРИКС помеѓу овие 5 земји членки има и формирано во последниве, мислам, 7-8 години, тоа се вика тело, посебно тело е тоа, кое што треба да прерасне како банка, и тоа фактички тело ќе биде контратежа, односно пандан на Меѓународен монетарен фонд. Тоа тело ќе се грижи за заштита против глобалните ликвидни притисоци кои што се случуваат, гледаме, во западниот свет. Едно од тие глобални ликвидни притисоци беше економската катастрофа, односно финансиската катастрофа која што го задеси особено западниот свет, мада имаше потреси во остатокот од светот, наречена светска економска криза од 2008 година, која што у тоа време пропадна доста западни банки, и врз основа на тие работи, тие показатели, е изградено ова тело за заштита од такви некои финансиски потреси кои што би се случувале во иднина. За тоа тело е изградено и тоа би било пандан на Меѓународен монетарен фонд. Меѓутоа БРИКС тоа го работи во чекоре, значи не може сето тоа одеднаш да го направи, затоа што БРИКС го гледам како мало дете кое што се развива. Исто како што и НАТО на почетокот било мало дете, и Европска унија било мало дете. Европска унија на почетокот не се викаше Европска унија, туку се викаше Организација за економска соработка за челик и железо на земјите од Европа, тогашни Бенелукс и Германија и Франција. Подоцна се проширија. Подоцна стана Европска заедница, Европска економска заедница, па Европска унија. Така да Јозеф Стиглиц, познат нобеловец и познат економист, западен економист зборам, за развојната банка на БРИКС има речено, според него БРИКС односно ова развојна банка на БРИКС, Јозеф Стиглиц е гледа како фундаментална промена во глобалната економија и политичката моќ. Значи, дури Јозеф Стиглиц, што е западен економист, гледа многу позитивно како се развива ова развојна банка на БРИКС. Дури он повише цени развојната банка на БРИКС за разлика од работата на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. А иако овој човек школува на запад, живее во Америка и е еден од главните советници на некои американски председатели. И плюс е нобеловец. Друго што треба да се каже за БРИКС е ова банка се заснова на 3 компоненти: на агилност, иновација и континуирана трансформација на идејата. Значи, ова развојна банка на БРИКС, логото го има земено од еден познат уметник, Мобиус, а тоа лого символизира континуирана трансформација на идејата. Значи, идејата перманентно треба да се развива, не треба да се застане само тука кај што сме, значи, затоа што државите и системите, значи, државите се дел од систем, а БРИКС е глобален систем и комплексен систем, се динамични организми. Значи, потекнува го човекот кој што е динамичен жив организам и државата е динамичен жив организам, тоа го има кажано и основачот на геополитиката Рудолф Челен, он е швеѓанин со потекло и он е основач на кованицата геополитика во светски рамки. И он има кажано дека геополитиката е динамичен жив организам кој што нон-стоп се развива, исто како човекот. А државите се дел од тој глобален систем БРИКС, Обединените нации. А Шпенглер во неговото дело Пропаст на западната цивилизација вели дека цивилизацијата е исто така жив организам која што се раѓа, се развива, старее и умира, така, и проектира дека 1200 години е животниот век на
на една цивилизација и проектира дека западната цивилизација е веќе во фаза на смрт. Тоа е точно. Освал Шпенглер, познат германски автор, он има кажано дека малку поинаку ќе го протолкамува како западот е на зајди сонце се наоѓа, на залезот се наоѓа западот, уште не е починат. Па така се вика и таа книгата негова, не пропаст на западната цивилизација, него залез. Залезот на сонцето. Значи јас сега западот го гледам како на зајди сонце. Се уште се гледа зајди сонцето, али тоа полека исчезнува. Со оглед на тоа каква демографијата е таму, како е се. Да, тоа е посебен проблем па демографија. Мада сега украинците им служат за репопулизација на западноевропските земји, така да се селат таму масовно. Пред тоа сириците им служеа за репопулизација. Па со граѓанската војна што си ја направија, што си направија Белја. Сега не знаеме тоа зајди сонце кога ќе заврши, неблагодарно се да проконцизирам. Тоа се оние процеси на долго процес. И Римската империја кога пропаѓаше долго време и требаше да пропадне, така и Американската империја. Јас треба да кажам на почитувани гледачи дека за разлика од Европската унија која што немам некоја Европската унија медиумите ја пумпат препумпани и претенциозна и преценета мислење имаат, особено македонциве и останативе жители на Балканскиот полуостров во однос на Европската унија. Европската унија нема. Ние лежиме на тоа уво на тие европски фондови. Пошто сме сиромашни, и Европската унија ќе унија... се учлениме во ЕУ, ние ќе си имаме или во фаза на пристапување, ние само ќе ги црпиме тие европски фондови, а нема да имаме обврска да ги полниме. Значи, такво нешто само кај мама и кај тато има, да тие ти даваат и ти не враќаш. Граѓаните не знаат за дека ти како земја членка претендент и како земја членка ти имаш обврска и да ги полниш тие фондови. Не може да ти ги полни другите држави, ти само да ги прасниш. Да, и плюс имат западниве земји уцени во однос на некои земјелски производи, ако некој земјелски производ не е голем како некој францускиот или германскиот, ќе мора македонскиот земјелски производ да се намали да биде да се стави у клише како што е францускиот, а тоа е незамисливо. Така да Европската унија е сиромашна со природни ресурси. Тука треба да им се каже на јавноста дека Европската унија, односно Европската унија е дел од Европскиот континент, а Европскиот континент е најсиромашен од сите континенти у светот со природни ресурси. Природните ресурси се основа за развој на стопанството. Без природни ресурси немаш стопанство. Која е држава број 1 со природни ресурси? Руска федерација. И затоа имаме една таблица, меѓутоа ќе ја презентираме во некоја друга емисија. Ова е само вовед. Работата е што ја гледам респектабилно и кон студентите американски држави, затоа што ја ценам незината се уште актуелна јачина као суперсила, она јака и во технологија, и во наука, и во економија, и има и природни ресурси. Зборот ми беше македонците треба Европската унија да ја гледат како стаорец, експериментален стаорец на студентите американски држави. Затоа што не знам колку знаат јавноста, има еден француски автор се вика Жан-Жак Ерик Шрајбер, има напишана книга Американски предизвик. Само на македонски не е преведена, на српски е преведена, француски англиски јазик има, србите има преведена, Американски предизвик се вика книга, така да што кажува дека после завршувањето на Втората светска војна 45 година Европска унија е ставена во скутот на Америка, односно со Маршаловиот план, тоа е финансиска инекција која што Америка им ја дала на европејциве и каде што за да се реконструира разрушената тогашна Европа после Втората светска војна, али за возврат Европска унија ќе се укинат политичките слободи, ќе се даде некоја економска слобода, но политичката моќ ќе се укине и тогашна цела Западна Европа, збориме 45 година, е ставена под закрила на Соединетите американски држави, фактички господар на тогашната Западна Европа се Соединетите американски држави. И до ден денеска е тоа така и уште е појако, а од политичкиот запад единствено Франција се обидува да се бори и некако успева, зашто Франција е и нуклеарна сила. И е членка на постојана членка на Советна безбедност. Од денешен аспект незаслужено, затоа што Франција некогаш беше светска сила, сега веќе не е. Сега така веќе да, можам да споменам врска спомнате Франција, значи за времето кога беше председател на Франција Шарл де Гол. Шарл де Гол беше човек од традиционалист, суверенист, да споменам тоа, дека еден од ретките суверенисти председатели на збориме во француската држава. И во негово време Франција излезе од НАТО алијансата. Излезе и после неговата смрт после Франција повторно се врати во НАТО алијансата. Тоа е, мислам, исклучок да некоја земја излезе од НАТО и повторно се врати. Дали има шанса ние да излеземе од НАТО? Па, многу тешко, затоа што... Дали вие би сакале да излеземе? Ја лично би сакал, меѓутоа желбите се едни, реалноста е друга.
Добро. Не е исто жилба и реалност. Скоро наближуваме до 20-та минута од вашиот дел, така да имате уште околу 7 минути. Значи, ова да споменам компарација меѓу БРИКС, ЕУ и Г7. Да споменам на почитуваните гледачи, БРИКС, збориме за 2023 година, информациите се од БРИКС линковите, како и од Википедија, може да си проверат гледачеве за овие информации, сега што ќе ги кажам. БРИКС има бруто домашно производство, збориме БРИКС као сите членки, 5 земји, од 51.000, значи 51.000 билиони милиарди долари. 51.000. Ова е со доста нуле. Говорите за 2023. Да, за ова зборам за БРИКС. Дали има шанса да кажете за 2023 Г7 како стои? Се имам. Тоа ми беше и намерата. Значи БРИКС има 51.000 милиарди, преку 51.000 милиарди, преку 51.000 билиони милиарди долари. Европска унија е далеку под БРИКС со 25.000, значи запамтете, БРИКС има 51.000 билиони, Европска унија има 25.000 билиони. Тоа е скоро дупло помалце. Дупло помалце, билиони, милиарди долари, зборуваме. Значи Европска унија дупло помалце и тоа повеќе од дупло помалце од БРИКС. Г7, спомнавте Г7. Г7 има 52.000 билиони. Значи за ситно подобар. За ситно подобар, но како што се развија БРИКС, ќе во следниве неколку години, ако не во 1-2 години, во следниве 5 години, БРИКС ќе стои подобро и во однос на Г7. Нарочито мотор е кинеската економија. Да, ова можам се подпирам со основа на некои информации кои што ги имам добиено, затоа што сите земји од БРИКС, ова е куриозитетот, сите земји од БРИКС имаат позитивен раст. Иако Русија со оваа специјална војна операција што направи во Украина, сите мислеа од западната номенклатура дека Руската Федерација ќе има негативен економски раст. Меѓутоа и покрај се Русија има позитивен економски раст. Рускиот економски раст е 0,7%, без малку 1%, значи 0,7%, ама пак е тоа плюс. Зборот ми беше сите земји од БРИКС имаат позитивен економски раст. Знаеме дека моторот на Европска унија Германија е во рецесија. Беше во рецесија прв пат за време на ковидот, така наречен ковид. Тоа е веќе друга тема за разговор. Втората рецесија на Германија, моторот европски се случи за време на специјалната војна операција на Руската Федерација во Украина. Значи најголем дел од земјите се во негатива во економскиот раст. Бидејќи главна тема е БРИКС, да споменам покрај Руската Федерација, Бразил има економски раст од 1,6%. Јужна Африка има економски раст од 0,1%. А знаете имаат кој најголем економски раст? Народна република Кина има од 5,2% и најголемиот економски раст го има Индија од 5,9%, неполни 6% економски раст. Индија, малку знаат гледачите, има дури 7 сателити околу планетата Марс. Значи има своја вселенска програма. Значи не е она само приказка за Индија, Калкута, лепрозни луѓе, мајка Тереза, него има и вселенска програма. И индиската економија како е проектирана во следните години? Кога би требало да избие во врвот во топ 3? Според западни извори. Да, според западни извори, значи тука западни финансиски извори како ММФ, Меѓународен монетарен фонд и Светска банка, они планираат моментално Индија го дели она не е на трето место. Го дели со Јапонија. И сега? Да, само нијанси се разлики. Знаете, има поделба има разни методологии и класификации за како се мери она бруто домашно производство. Според некои Јапонија за нијанса е подобра од Индија, а според други некои методологии, пак Индија е за нијанса подобра од Јапонија. Значи тука се некаде трето-четврто место Јапонија и Индија. Ако е втора Кина, а прва Америка, меѓутоа таа предност на Америка во однос на Кина се топи во корист на Кина. Исто така таа предност на Јапонија во однос на Индија се топи во корист на Индија. Значи наскоро очекуваме Народна република Кина да биде прво место, втора економија да биде Соединетите американски држави и трета економија да биде Индија. Говорите по бруто домашен производ. По бруто домашен. А дали во 2 минути ќе мора да завршите по паритет на куповна моќ како стојат или ова е веќе по паритет на куповна моќ зборите за она GDP per capita, така?
за стандардот, тоа е побитно за граѓаните. Да, за стандардот. Ако вие ова прашање не спремно спремно завршите ова ќе треба и у втор дел да се продолжи, втор дел да има и втора емисија и трета емисија, затоа што многу комплексна тема е БРИКС. По паритет се уште можам да кажам за жал Западот, бидејќи најголем дел од Запад и империјата Соединетите американски држави, Франција и Велика Британија, поранешни империи, живеат на сметка на биле робовладетели, така да именом робовладетели во однос на сите африкански, најголем дел од африканските земји. Знаеме дека Индија беше диамант во британската круна, а оние се уште живеат, тој висок стандард го имаат во однос на своите експлоататорски и освојувачки војни кои што ги водеа во изминативе векови. Значи, куповната паритетната моќ е многу неравномерно распределена, ќе земам Народна република Кина као моторот, економскиот мотор у цел свет. Речеме Шангај има отприлика GDP per capita, Шангај има можеби појаки од Лос Анџелес. Меѓутоа внатрешноста на Кина има послаба паритетна моќ од некој внатрешен американски град. Значи поедини времево веќе го пробиваме. Дали имате во минута две што да финализирате за БРИКС или веќе да се префрламе на третиот дел? Па би финализирал во однос на БРИКС, бидејќи оваа тема е актуелна, може и да има следна емисија со БРИКС. БРИКС би требало да им кажам на почитуваните гледачи дека за жал Македонија се уште нема некоја стратегија изградена во изминативе 30 години, затоа треба за ништо не за ништо. Да не зборам за геополитичка стратегија и морам тоа критички да се осврнам дека буквално секој втор Македонија заради луѓето кои што се во политика. Станува геополитика, секој втор збориме геополитика, имаме дефицит од зборот геополитика, а не знаат што значи геополитика. Геополитика е многу близо со политичка географија врзан, тоа е наука која што го анализира просторот и у тој простор се одвиваат разни економски, војни и политички процеси. Значи, со геополитиката е врзана и културата, и економијата, и војната технологија, човечките ресурси, природните ресурси, значи повеќе научни дисциплини, тоа има мултидисциплинарен приод има самата геополитика као наука. Финализирајте. Мојата цел е треба да се изгради прво пред се луѓе да се соберат човечки капацитет, ресурси фалат, али паметни, интелигентни ресурси кои што ќе изградат геостратегија. Геостратегијата е долгорочен процес кој што треба да биде изграден во наредните 30 или 50 години во земјава и врз таа геостратегија треба да се трасира еден пат. За жал кој што би требало да биде мултивекторски. Никако да биде вака евроатлантски слепо, така, само навака не и навака. Мада мене, ако ме прашувате, јас сум за интеграција по словенско православно ниво. Така да, БРИКС планира да се прошири, БРИКС е многу широк поим, он планира да биде за почеток овие земји што ги кажав, но целта му е да ги имплементира и земјите од Западна Европа и имам некој мото БРИКС, да БРИКС е од Лисабон до Џакарта. Џакарта е главен град на Индонезија, Лисабон на Португалија, Португалија членка на Европска унија. Значи, се планира БРИКС врз на понатамошни економски развој. Главните мото на БРИКС се мир, стабилност, безбедност и по мирен пат и мирољубива коегзистенција да живеат сите народи на планета Земја под една некоја унија. Меѓутоа не тоа да биде по насилен пат како што го прават до сегашниве после Втора светска војна на Соединетите американски држави. Добро, веќе 30 минути вашиот дел, а проектиран беше 25. Предлагам овде да направиме мала пауза. Може. По кратката пауза преминуваме веднаш на третиот тематски дел, кој што се однесува на уставните измени на нашиот европски пат, тоест проширувањето на ЕУ на Западен Балкан во новонастанатата геополитичка ситуација. На оваа тема, господине Јовановски, вие имате што да кажете. Повелете. Благодарам. И ова е комплексна тема, исто како претходните две. Ова можеби е и најкомплексна тема. И исто така, оваа тема ќе ја разгледуваме повеќе слоевито. Од една страна, првиот слој ќе биде руската хиперсонична ракетна техника, пред се, значи, ракетите Сармат. Потоа ќе опфатиме европската геополитичка мисла, пред се протестантската геополитичка мисла, низ декадите навака, што тие мислат за проширувањето на ЕУ на Балканот.
а особено што мислеа во 90-тите години. Ќе опфатиме малку и американската геополитичка мисла, како тие ги форсираа европјаните. Исто така ќе опфатиме и европската политичка јавност. Дали е јавноста како јавност за проширување или се само некои политички елити, глобалистички, под контрола на Америка. Исто така ќе опфатиме што содржеше францускиот предлог и што бара всушност Бугарија од нас, но и самитот за проширување на Европската унија ланскиот, што беше ова време, и што изјавуваа тогаш француските и германските дипломати, а пред се што изјавуваше француската потпоролка на ЕУ, додека траеше самитот, а што германската. Значи тука се гледаше поделено, значи една шизофренија помеѓу Франција и Германија. Јас лично сметам дека Франција вистински, органски не е заинтересирана за проширување. Но да почнеме на почетокот од руската хиперсонична ракетна техника, која што и се случи на Русија и на светот, негде крајот на 2017 и 2018 година, каде што таа со својата супериорност е недостапна за системите за противвоздушна одбрана на политичкиот запад и како таква е многу ранлива за многу цели, воени цели од политичкиот запад, а пред се за сите оние воени експозитури на Америка кои што ги има на секаде низ светот, затоа што Америка дури 30% најмалку 30% од својот воен потенцијал го држи разместен на секаде низ светот. Ако не беше тоа и повеќе, значи низ океаните, низ разноразни марионетски држави, каде што оваа ракетна техника пред се ракетите Сармат се и тоа како ранливи за сите оние носачи на авиони, разрнувачи кои што ги има Америка, нарочито во овој дел од светот према Кина. Кои што, како такви, например, носачите на авиони имаат и по 3000 вработени внатре, мислам, и на војска, и на членови на екипаж, кои што се лесна мета на овие ракети, и Путин транспарентно кажа дека на база на оваа ракетна техника Русија ќе бара своји геополитички отстапки од политичкиот запад на повеќе делови во светот, пред се Украина, затоа што Путин за Украина вели Украина за нас не е само соседна земја, туку Украина е дел од рускиот свет. Во првиот дел објаснивме што е руски свет и руски мир, Киевска Русија и така натака. Меѓутоа, геополитичките отстапки кои што ќе ги бара Русија врз база на оваа предност во воените орудија, ќе се рефлектираат и во остатокот на Источна Европа, особено на православните словенски земји на Балканот. Меѓутоа, тоа се спори процеси на долго траење, а војната ги забрзува тие процеси и токму војната во Украина ги забрза овие процеси. И тоа е нешто што ќе се случува до крајов на декадава, веројатно. Така да, врз база на ова, еве гледаме многу европски земји, еве, например, пред се моето тумачење за Франција под водство на Макрон. Мислите дека Франција под водство на Макрон или под Вашингтон? Тие претходната добро, целина објасни дека цела Европска унија е подкапана на Америка. Ја пред се базирам на тоа дека Макрон во најмалку 3 наврати отиде во Москва на средба кај Путин. Инаку Макрон е фризиран во Аспен институт. Аспен институт е американски институт. Да. Ќе го опфатиме тоа во наредните емисии. Например, моето мнение по ова прашање е дека нормално е тоа за крупни геополитички одлуки, тие се носат на највисоко политичко ниво. И јас сум убеден дека Путин и Макрон имаат јасно и отворено тет-а-тет разговарано за проширувањето на ЕУ. И судејќи по се, сметам дека органски и Макрон
не е заинтересиран за проширување на ЕУ и поради вториот дел геополитичката мисла европска, значи мора тоа да се земе мултидисциплинарно, мора да се земе сево предвид овде. Не е тоа така едноставно. Гледаме, ние на нашиот европски пат постојано ни се јавуваат нови и нови кочници и нови безобразни барања. Например, една Бугарија која што не препознава малцинства во својот устав, исто така и една Грција која што не препознава малцинства во својот устав, кои што немаат никакви права, не даваат на малцинствата, тие брзаат да бараат права за нивните малцинства овде, како што се бугарите, иако бугарите не ги признаваат македонците нити во Пиринска Македонија, а нити ги признаваат македонците овде. Румен Радев кажа, нема да пуснем македонизма во Европскиот сојуз. И целиот тој наратив му проаѓа. И ја тука гледам една пасивност на европските земји, односно препознавам дека тие всушност органски не се заинтересирани сериозно за проширување, туку само така декларативно. И препознавам дека практично Макрон и Путин имаат договорено да овој регион се стави во мирување. Значи, православните словенски земји и на темел на моќите на руската ракетна техника, меѓутоа и на темел на домашната француска јавност, која што е бар 60% од француската јавност суверенистичка, антиглобалистичка, па и анти-ЕУ и анти-НАТО. И иако тие се 60% од нивната јавност се анти-ЕУ, анти-НАТО, поради недоразбирањата помеѓу екстремната десница и левица, значи Меланшон, Лепен, Земур и така натака, тие не може да се обединат и да експонираат еден кандидат кој што ќе го победи Макрон. И затоа Макрон победи и на претседателските и на парламентарните избори, меѓутоа тесно, меѓутоа сепак победи и меѓутоа тој не ќе да го тера тој курс на проширување вистински и искрено, затоа што знае дека народот не му е за проширување, а народот не е за проширување заради тоа што сепак тие припаѓаат реално на една малку поинаква цивилизација од овде на балканската. Например, Макрон јавно изјави пред 3-4 години дека грешките вика што ги направивме со Бугарија и Романија, со приемот на ЕУ, нема да ги повториме со останатите земји. Значи, ние и реално не сме зрели. И затоа би споменал накратко, затоа што јас сум сериозен истражувач и јако упатен пред се за протестантската геополитичка мисла, нарочито од 90-те години, која што мејнстримот на оваа геополитичка мисла сметаше дека Балканот, дека Европската унија треба да се протега на протестантскиот и католичкиот свет, не и на Балканот. Вика како прво Балканот нема демократски капацитети, не препознава национални малцинства. Има премногу корупција, премногу е неорганизиран. Не име нивото на свеста така развиено да ги примиме. Значи, тие органски нас не сака најмалку првата декада од како се распадна социјализмот. Па и втората декада. Меѓутоа, како што растеше Америка како империја, како хегемонија, како што се наметна Америка на европските земји, таа го промени и јавното мнение и геополитичката мисла, значи промени се и ги натера европските земји да форсираат одреден наратив дека ние природно припаѓаме на Европа, меѓутоа гледаме дека како широка јавност, значи на западноевропските земји, пред се на земјите од северот на Европа, на протестантските земји. Или со еден збор, практично главен мотор на идејата за проширување на ЕУ е всушност партијата на Меркел и лидерството на Меркел, кое што лидерство веќе го нема. ЕУ сега нема лидер. ЕУ нема кадровски политичари кои што стратешки ќе размислуваат во оваа насока и кои што ќе
ќе дозволат реално да се реализира ова. Например, гледаме каков банален проблем и што Бугарија бара од нас. Францускиот предлог не е ништо друго, туку е предлог за асимилација на македонците. Споменав дека значи бугарската политичка елита и позиција и опозиција генерално е на мнение дека македонци нема, односно македонците се измислени од Коминтерната па навака, пред тоа беа бугари и сега се бугари, пред тоа беа бугари кои што се декларираа себе си дека се бугари, а сега се бугари кои што глумат дека не се бугари. И генерално бугарскиот политички мејнстрим и јавноста смета и велат дека нема да пуснем македонизма во Европскиот сојуз. И токму тоа е и францускиот предлог. А францускиот предлог е француски предлог, например, исто во контекст на ова би го споменал ланскиот самит за проширување на ЕУ, каде што француската председателка, за да го откаже нашиот премиер, излезе на пресконференција и македонскиот јазик го нарече бугарски јазик. За да утре дента германската потпаролка на ЕУ се извини и рече дека македонскиот јазик е македонски јазик, за да веднаш потоа повторно француската потпаролка повторно ја направи истата грешка, намерно или ненамерно. Ја мислам дека намерно и мислам дека... Тоа збора за дека европските канцелари, премиери и председатели немаат координирани активности, не носат одлуки кои што ќе значат нешто во однос на Западниот Балкан, туку координираноста нивна е поврзана со Вашингтон. Па знаете, проширување на ЕУ, тоа е геополитичка работа и за тоа не се прашува само ЕУ, туку се прашуваат сите сили. Се разбира дека Вашингтон лобира за тоа отворено, меѓутоа за проширување на ЕУ се прашува и Русија и Кина. И ја мислам дека Русија и Кина и тоа како не се за проширување на ЕУ, и ја мислам дека успеваат со тоа лоби да излобираат кај Макрон да всушност токму тој ја кочи работата, иако навидум и тој декларативно се залага за проширување на ЕУ. Меѓутоа, мислам дека има таен договор помеѓу Путин и Макрон да нема проширување. Ако се сеќавате, ние таман што се откачивме од Грција со промена на името и што тргнавме една брза лента кон европските интеграција, се јави холандско вето. Ајде тоа некако се изгуби, се јави француско вето. Французите рекоа најпрво реформи во Унијата, редефинирање на патот на приближување кон ЕУ, па потоа, нели тоа го изменија да не било по поглавја, да било по кластери и така натака. Ја мислам дека сето тоа е испраќање сигнали дека всушност тие не се здушно решени дека се за проширување на ЕУ. И дека само вака некако се ни на небо, ни на земја, и дека крупните геополитички одлуки се носат на највисоко политичко ниво и тоа само се наредува надоле по вертикала и по хоризонталите, значи по дипломатските канали, да они спроведуваат и дури на нив не им е јасно што спроведуваат. Например, Макрон им кажено, ете, сме за проширување на ЕУ, ама фактички не сме. И поведението што го правиме не е со тоа што и дозволуваме на Бугарија да биде вака безобразна. Бугарија не признава национални малцинства кај неа, а оди со некакви максималистички барања во Македонија за нејзино национално малцинство кое што брои не цели 3000 луѓе. И сега, пазете, откочување на нашиот европски пат било влез на бугарите во уставот. Тоа е глупост. Тоа некој вака да седне малце да размисли. Значи, гледаме дека рачната кочница е дигната на друго ниво. И кој што е геополитички зрел и аналитички зрел, ќе види дека предоминантно европската јавност
не е цврсто решена за проширување на Европската Унија на Западен Балкан, заради сите проблеми кои што ги има Западниот Балкан, но и заради корупцијата во Западниот Балкан, непоправливата корупција, но и заради нивото на свеста. Еве гледаме случајна денеска изјава, ние не прифаќаме сметка за струја повисока од 3000 денари. Тоа го слушаат западните дипломати овде. И ти викаат, каде бе ти ќе одиш во Европска Унија со ваков однос? Генерално и односот на албанците кон почитување на закониве, односов на ДУИ, каква корупција развија тие сега во последниве години, што им ја дозволува СДСМ. Мијалков е мало детеве, од ДУИ внук на Ахмети на 23 години, студира 2 факултети и by the way си купува зграда у трговски центар. Огромна зграда. И ти вика сега, јавноста се бави дали тука може би има евентуално криминал. Знаеш, сето тоа го следат, странските амбасади тоа го следат овде. И мислам дека ние де факто со поведението и СДСМ како владеачка партија, тоа што го ветуваше, додека беше во опозиција, ветуваше департизација, ветуваше мериторен систем, ветуваше реформи во администрација, реформи во правосудство. Гледаме каква брука е правосудството. Ти ќе си се приближувал кон европски пат. Ветуваше дека нема да има злоупотреби од позиција на моќ, дека нема да има злоупотреба на тендери, дека ќе има транспарентност и инклузивност при процесите на одлучување. Значи, практично тие ништо не сменија од времето на Груевски. Значи, курто-мурто испадна работата. Додека Европската Унија, by the way, бара ти да имаш и созреана свест за да припаѓаш во тој свет. Треба да имаш други економски параметри. Еве, например, ајде да речеме, ќе ги внесеме во бугарите во Уставот и ќе се откочела работата. Па ќе отвориш ти поглавје, еве да речеме 31 енергетика. Тамо ти е речено до 2030 година треба производството на електрична енергија од нечисти извори да го сведеш на максимум 30%. Значи треба до 2030 година да затвориме рек Битола. До 2050 година треба да го сведеш на 0%. Значи тоа е невозможно, ние немаме и капацитет за тоа. Меѓутоа, од друга страна, сум јако убеден дека пред се Русија и низината нова геополитичка позиција, иако тоа на граѓаните овде не им е јасно. Има граѓани што сметаат дека војна се води како во цртан филм. Доаѓа една војска, еден свири со труба, тутуру и ќе ги прегаза другиве. Тоа не иде така. Тоа се спори процеси, значи да го мачиш, и оваа Герасимова доктрина, начелник на генералштаб на руската армија, таа опфаќа и мека сила и психолошко војување. Тоа се е сложено за објаснување. Значи, Русија лека по лека ќе си ја гуши, ќе си ја дави Украина, ќе си ја освојува. Исто така амбициите на Русија на Предмистровје, знаеме какви се конекциите со српскиот народ, знаеме што вели Лавров за Косово и генерално ставот на Русија на Кина за Косово, за Република Српска, кој што тековно се менува. Така да, еве, например, кинескиот председател Си Џинпинг, како го реизбра за нов кинески председател, тој практично утре дента отиде на тродневна посета кај Путин, 3 дена и дење и ноќе беше гостин кај Путин и на крајот на неговата посета кај Путин го испрати по стариот добар православен словенски обичај да го испратиш гостинот до двор, значи до улицата, до автомобилот, и тогаш Си Џинпинг му пушти рака на Путин и му рече: во декадава што престои, светот ќе види промени какви што не памти во последниве 100 години, а ние двајцата ќе бидеме носители на тие промени. Значи, тоа е јасно испратена порака Кина на чија страна е. Кина со 1,5 милиарди жители, што вие образложивте каква економска сила е и каква воена сила лека по лека станува и каква морнарица гради и како до крајот на годинава ќе се израмни и во тој дел со Америка.
Една од најстарите цивилизации заедно со Индија. Така. Па не една од најстарите, него и најстара цивилизација. Во континентет. Да, Со во континентет. Исто Индија во континентет. Иако си се там, тие се питома цивилизација, чи толку многу људна цивилизација не мрднале навак. Види колку е жилава, колку е пргава, колку е агресивна британската цивилизација. Шака народ се, толкава империја направена на цел свет да не заоѓа сонцето. Замисли да беа тие со таа психологија, да беа 1,5 милиарда како кинезите, британците. Имаше крвта да ни ја испијат. Его да се вратиме на темата на Македонија. Што мислите? Дали е добро во овие услови Македонија да бара членство во Европска унија со оглед на тоа што Европска унија доминантна, не зборам идеологија, затоа што неолиберализмот не е идеологија, неолиберализмот е само економска доктрина, иако е изведен од изворниот либерализам. Изворниот либерализам е идеологија, меѓутоа денешниот неолиберализам е доктрина. Зборот не беше само момент. Во Европската унија владее неолиберализмот како доктрина. Јас, мене лично, ако ме прашувате, ја не би сакал да влезам у таква Европска унија. Сегашна Европска унија, бидејќи сите оние традиционални вредности се извртени наопаку во Европа, во Европска унија. Значи, оние вредности за кои што се залага основачите на Европска унија тотално се погазени. Сега знаеме сите какви вредности се донесуваат во Европска унија и зошто Македонија да трча ко слепец или со ортома врзан околу вратот или ко нека ментална ортома која има стана околу главата да трча по Европска унија. Значи, ваква Европска унија. Дали е... Македонија може да сака или да не сака, меѓутоа за одлучување за одлуката за проширување на Европската унија, јас сум убеден дека Европската унија мора да добие согласност и од истокот. Мора да добие согласност од Русија и Кина, да речеме, па и генерално БРИКС и ШОС, дајте малите земји се монета за подкусурување. И мислам дека Европската унија во моментов тоа одобрение го нема, нарочито од Русија, заради православното словенство, заради кирилицата, заради тоа што Русија има амбиции на Балканот, подолгорочни, пред се има амбиции во Украина, југот на Украина, спојување со Предмистровје, излегување на делтата на Дунав, односно градот Измаил, и тоа е веќе Добруџа, а Добруџа е Бугарија, а Бугарија е овде, веќе Македонија, Србија. И мислам дека Русија била јака, пак ќе биде, што било пак ќе тече, кај текло пак ќе тече, што било пак ќе биде. Ама не го земајте од пред дека Европска унија е заморчена Америка. Имаме уште само минута-две до крај, така да, во секој случај, меѓутоа американската хегемонија гледаме дека е во фаза на распад. И гледаме дека суперсила. Америка ќе остане суперсила. Меѓутоа не е единствена суперсила, туку суперсила во новиот мултиполарен светски поредок. Не во досегашниот униполарен глобализам, каде што Америка беше главен светски полицаец и сето она што го правеше и сите оние измишлјотини за војни кои што ги оствари за воспитување на земјите кои што не ја слушаа. Така да јас сум прилично убеден дека ова што го бараат Бугарија од нас е смешно. Односот на европските земји кон Бугарија е прилично млак за оваа глупост што ја бараат. Пази, да влегле бугарите во уставот, тоа е услов за проширување на ЕУ. Ја мислам дека и да ги направиме уставните измени, ќе се јави нова кочница. Дали од Бугарија? Па Бугарија ти кажа, нема да пуснем македонизма во Европскиот сојуз. Ќе им дадеш уставни измени, после ќе речат и ова. Или ќе се јави друга сосема држава каде што руската дипломатија ќе успее да избуши преку нив. Некоја сосема трета држава која што ќе ни изненади, како што ни изненади после Грција, Холандија, па потоа француското вето што беше од Макрон за реформи најпрво во Унијата. Која Унија? Гледаме во Франција како се протестира, гледаме дека поместуваат пензии за 2 години подоцна да зимаат. Макрон јавно изјави, вели, деновите на изобилие поминаа. Значи, не можат веќе да го експлоатираат светот. Светот се свести. Треба да знаат гледачите дека истокот, она што беше во столетијата во минатото, никогаш нема да биде во столетијата кои што доаѓаат. Затоа што
се развиваат, не дозволуваат да бидат експлоатирани, стануваат моćни, 85% се од светот, овие што се надвор од евроатлантскиот свет, и тие во иднина во огромна мера ќе ја диктираат генерално светската политика. Ја мислам дека овде треба да ја привршуваме емисијата, затоа што го пробивме рокот, и со тоа овој пат ја би ја одјавил емисијата. Ова беше само првата наша емисија, троделна. Првата тема беше војната во Украина, втората класично геополитичка тема БРИКС, третата тема уставните измени и проширувањето на ЕУ. За недела дена се гледаме повторно со нови 3 теми на истава база, така да останува кај гледачите само да се одјавиме и да им заблагодариме на вниманието.